Ниту полицискиот час и карантинот не се пречка да продолжи интензивно да се опустошува планината Јабланица. Жителите на Струшкото село Октиси преку ова видео алармираат дека викендов додека трае карантинот во целата земја, некој ја користи ситуацијата и противзаконски наголема ја сече шумата над селото, а со тоа го загрозува нивното секојдневно живење, но прекршува и низа закони. Таму се начекани од 5 до 7 сечачи на дрва, што не го почитуваат ова полицискиот час и забраната за движење низ шума во цела територија на Република Северна Македонија. Сега, значи ние се јавивме, значи кај што треба, полицијата е известена, шумската полиција исто е известена, медиумите се известени зашто овој не се почитува, значи ни полициски час ни ништо. Таму се работи во приватни имоти, се врви, патот го има проширено низ приватни имоти. И што е, да знаеме кај сме. Вака само проблеми ни прават. А плюс вие уништуваат планината, нели? Да, значи таму ни се главните извори. Ние тоа го чуваме. Најпоќе го чуваме изворите на село Октиси, кај што се снабдуваме со вода. Уште пред месец и половина, жителите алармираа за овој проблем преку протести. Уште тогаш бараа надлежните да интервенираат и да го спречат самоволието на поединци и предпријатија кои ја разоруваат планината. Првото барање повлекување на целокупната механизација од нашето место, нашиот синор, до понеделник тоа да се случи. Второ барање, значи да се поништат сите тендери што се распишуваат во нашето село за сеча или сличен геноцид на нашата природа. По трето, барам од државата и сите надлежни министерства да превземат било какви мерки за што побрзо прогласување на Јабланица за национален парк, се со цел да немаме повеќе вакви проблеми и опустошување и геноцид на нашата природа. Од тогаш до денес се уште не е преземено ништо, иако сега не се спречи повторното самоволие врз природата без разлика на тековната ситуација поради коронавирусот. Жителите на село Октиси ќе излезат на протести за да си го заштитат сопствениот живот, куќите и природата во селото. Ние имаме пратено, значи, до сите министерства документи и чекаме повратно назад. Никој ништо не има информирано, а овие, значи, не застануваат, секојдневно се работи горе и никој нас не заштитува. До сега е исечена околу 50% од шумата на Октиси, а намерата на поединци е да го исечат и останатиот дел, велат Октишани. 2 локации во шумата намерно или ненамерно претходно биле опожарени па потоа експлоатирани. Тоа било случај со Боровата шума, а во 2015 и со Буковата. За тој дел од шумата имало проект, но се исекло многу повеќе од предвиденото. Инаку, за последниот случај, од полицијата негираат дека истиот е пријавен, но по објавената снимка на социјалните мрежи велат извршени се контроли. На местото на настанот забележани се исечени и маркирани дрва подготвени за транспорт од страна на правно лице кое било овластено за дрвосеча.